Поради сериозен дефект на главната водоводна линија, повисоките делови во Делчево и околните населени места се без водоснабдување. Екипите на јавното комунално предпријатие Брегалница од вчера интензивно работат на отстранување на дефектот, кој бара подолга санација. Останува збор за праснување на разводна елемент во главната шахта број 1, кој што според самата специфичност за неговата изработка е потребно повеќе време за истиот по итна поставка да се изработи и набави, истиот да биде вграден од стручните служби на наш приемно комунално предпријатие. Во меѓувреме општината ги мобилизираше сите надлежни органи, како и снабдување со вода на институциите и граѓаните. Сите клучни институции, како здравствениот дом, детската градинка, диализата во Делчево, веќе се обезбедени со сите потребни постојани количини за вода за пиење од страна на нашите надлежни служби или подочно нашата територијална противпожарна единица. Инаку општина Делчево во соработка со територијалната противпожарна единица од Делчево, јавното комунално предпријатие од Делчево, општинската организација на Црвениот крст и општинско одговорни компании имаат организирано веќе пунктови за доставување на вода за домаќинствата на регионите, кои што распоред ќе го објавиме денеска на нашата официјална страна. Паралелно на тоа, во текот на денот имаме и распоред за пунктови за достава на техничка вода за пиење. Градоначалникот Гоцевски, кој воедно е и раководител на кризниот штаб, упати апел до граѓаните. Во овој момент како градоначалник на општина Делчево и како раководител на општинскиот кризен штаб сакам да апелирам до сите граѓани на општина Делчево потешно за дистрибуција на вода за пиење и техничка вода да се реализира во најдобар ред и почитување на утврдената динамика со лицата на терен. Опатувам паралелно на ова и јавна благодарност до сите вработи на јавното комунално предпријатие Брегалница од Делчево и на територијалната противпожарна единица од Делчево, кои вложуваат надчовечки напори во овој момент за побрзо одминување на оваа состојба, како и до сите кои што веќе покажаа личен интерес за вклучување со помош на нашите институции во решавање на овој настанат проблем. По санацијата ќе следи хемиско-бактериолошко испитување на целокупниот водоснабдителен систем, процес кој може дополнително да го продолжи рокот на водоснабдувањето.